Најпрво да ве поздравам и да ви благодарам што не посетивте баш овде во гимназијава сега во овие денови топли. Едносменското ни беше желби, минатиот пат кога разговаравме, кажав дека нешто ќе ве изненадиме, меѓутоа за следниот пат го ставивме, баш тој следен пат е сега. Едносменското го, да речем на еден начин го размислувавме, го осмислувавме уште од минатата година, уште кога станав директор на оваа институција и ми беше некако предизвик и желба да го остварам. Сега мислам дека дојде моментот да работиме баш едносменско со тоа што условите полека ги создававме овие 2 години и имаме просторно пред се. Просторно имаме кабинетска настава, која што минатата година ја пробавме, како ќе одговара, како ќе се снајдат учениците, колегите, професорите, техничката служба. Прекрасно функциониравме, без никакви проблеми и продолживме понатака. Со тоа што годинава решивме да таа кабинетска настава да ја фокусираме уште еднаш и да продолжиме со едносменско. Во однос на просторното планирање, да речем, на гимназијата, се остварија уште неколку, се создадоа уште неколку кабинети во кои што ќе се поделиме и ќе имаме услови за сите деца да бидат од 1 до 4 година, кои што ќе бидат пред се, сигурно сум среќни и радосни што ќе бидат заедно учениците, ученичките од 1 и 4 година во исто време и квалитетот на наставата сега дека ќе мислам во секој случај на едно повисоко ниво. Учениците ќе почнуваат, нормално ние ќе доаѓаме нешто порано, во 8 часот ќе почнува наставата, според распоредот дали ќе бидат 6 или 7 часа, ќе се завршат негде околу 14 часот, со тоа што ќе имаме 2 одмори, едниот 20 минути, бидејќи малку е специфично да се купат ужинка нешто и едниот ќе од 10 минути. Интересот беше поголем од минатата година, 20 ученици се плюс запишани. Процентот е според тоа што основците кога ќе завршат, како што кажав минатиот пат, имаме изброј на ученици, мислам висок процент на ученици кои што доаѓаат во гимназија. Во гимназија годинава дојдоа сите првенци на генерација од основните школи и мислам дека ја почувствуваа намерата на нашата гимназија, намерата на нашите професори да се работи за иднината на учениците. Бидејќи мислам и сигурна сум сите оние резултати, кажав минатиот пат што ги имаме на нашите наградени ученици што доаѓаат од државни, регионални па и меѓународни надпревари, се мотивација плюс и за родителите и за идните ученици да дојдат во нашата гимназија да учат и да бидат и тие дел од такви надпревари и награди, со посебна благодарност до градоначалникот, до градот, до секторот за образование, кои што ни даваат навистина неизмерна поддршка. Значи, тие деца се секогаш на време пофалени, секогаш се и дури и финансиска помош добиваат и секако наградени. Од самиот почеток кога почнав да работам, прво само што стигнавме, да речем, почнавме со нови клупи, нови столчиња, дојде нови кабинети, негде каде што можевме ги направивме новите кабинети. Оваа година се прават уште, значи сето тоа имаме веќе 36 кабинети во кои што ќе се распределени сите професори, ќе бидат нормално како задолжени со тие кабинети и учениците ќе одат во кабинетите, ќе ја слушаат наставата и ќе се менуваат нормално сите од 1 до 4 година. Значи, кој професор ќе има час, кај него ќе си одат, па потоа според распоредот си се движат низ гимназијата и што е многу весело, да ви кажам, минатата година беше многу интересно и весело и многу мислам дека е позитивно тој социјален аспект на децата, ќе се видат, ќе поразговараат, затоа што кога беше во училница, имаше дечиња кои што 7 часа не излегуваа од клупата. И тоа некако мене ми даде, вака ме вознемируваше и ми даваше поттик нешто дека треба да се случи со тие деца, дека треба да излезат од клупа, од таа просторија, да одат надвор, да се дружат. Успеавме и сега ќе продолжиме со тоа што и за колегите е многу поубаво кога си имаат свој компјутер, си имаат своја табла
и продолжуваат наставата да си ја вршат тука со сите класови како што ќе им се менуваат, значи цело време тука си имат и помагал и се, не ги носат работите со себе, значи тука им е едноставно нивната просторија и тука си се соживуваат со таа просторија и работат. Значи тие простори ги почнавме тогаш да ги правиме, сега веќе завршуваме, затоа сме смели да почнеме едноспенската настава и со тоа што потоа ни беше ракраа на тоалетите. Ги направивме тие, имаме тоалети за учениците на најдолниот спрат и на најгорниот спрат ќе имаме тоалети и кои што ќе функционираат безпрекорно, ќе може да си ги користат. Исто така ставивме громобранска мрежа. Сега се работи надвор, гледате уште со реконструкција партерното уредување, оградата се направи, ставивме хидрантна мрежа надворешна, која ќе се приклучи со новата внатрешна, ние немаме хидрантна мрежа. Направивме атмосферска канализација на објектот и на едниот и на салата, исто така, во исто време, пошто рековме сме раскопани па сето тоа да го средиме. Следно исто така направивме дел од електричната инсталација, меѓутоа велам дел затоа што тоа е еден поголем зафат, сега направивме кабловање и до некој, сега стручно не можам точно да кажам, меѓутоа до некој степен сме готови со тоа. Продолжуваме значи со електричната инсталација понатака и тука ќе бидат вклопени 7 мрежи. Значи за интернет, за противпожарна исто така инсталација. Да. Значи 7 мрежи ќе се за обезбедување и така натака. Интернет мрежа, сите тие ќе бидат пуштени, ќе бидат во функција. После тоа доаѓаат санирање на најверојатно на кровот. Значи целосно санирање на кровот, бидејќи таму имаме доста проблеми. После доаѓаат цидови, дограмата внатрешна и надворешна, подовите и се надам дека со тоа ќе завршиме, со тоа што во долниот дел ќе имаме малку повеќе работа со реконструкцијата, значи ќе се хидроизолација ќе се прави и така. Тоа да биде све до тема средено како што треба, како што доликува за еден ваков објект. Гледаме и внатре да се сите тие контури што ги имала гимназијава да си останат, бидејќи имаме во план и сме во план, затоа едноспенското сакаме да го искористиме тој дел од денот, попладневниот или било некои викенди или распусти, да ги искористиме гимназијата да не е затворена, туку да е отворена за културни настани на градот. Како што се промоции, да речеме, на книги, како што се мали концепти, како што е некои предавања, некои конгреси и така натака, кои ќе можат да функционират, а секако и за посетители на градот ќе биде отворена како историска музејска зграда. Та година имавме така некој си правиме ние некој рекапитулар на се што е потрошено. Имавме доста заштеда, бидејќи сега некои може би не критикуваат, некои не поддржуваат. Меѓутоа ние имаме некоја цел, па си ја остваруваме. Па на крај ќе видиме, делата ќе покажат дали сме биле за критика или за пофалба. Пред се затворија вратите и од тој енергетски пристап, да речам, да се заштеда, бидејќи знаете ова е голема зграда, кога ќе се отвори, кога ќе се загрее, ја држи топлината, меѓутоа ако се отворат вратите, веднаш тоа излегува надвор. Ги затворивме вратите и од безбедносни причини, затоа што имавме така некои несакани настани во минатото и некаков, да речам, сепак се работи за училиште, некаков мора да имаме некаков ред, некаква дисциплина, да се знае кој влегува, кој излегува, кога и како, бидејќи нас учениците ни се во преден план. Родителите ни ги оставаат овде и ние треба да се грижиме за нив, безпрекорни да сме тие 7-8 часа. Значи ние не смееме да не знаеме кај ни е ученикот. Или дали дошол или не дошол, или тоа ни е, така да ви кажам искрено, една цел која што не само да бидеме да функционираме како образовна институција, меѓутоа воспитната нота мора да ја задржиме. И да заедно со родителите овие млади деца да ги
пуштиме после сами да летаат во игнината, што велам јас. И тоа ни е грижата за учениците ни е во преден план, искрено да бидам. И се тоа што го работиме е за нив и за генерациите што доаѓаат. Затоа велам, кога ќе се купат нови столчиња треба да се чуваат, кога ќе се купи нешто, телевизори, лаптопи, годинава да речеме, бевме исто изненадени, да речем. Не бевме изненадени, очекувано може би беше. Значи немавме никаква потреба нешто да купиме ново што се уништило. Нити столче, нити маса, нити компјутер, нити телевизор, нити табла. Се беше зачувано. Зошто? Затоа што колегите беа тука, си ги водеа сметка за своите работи, кои што си ги имат и немаше проблем никако со децата. Значи секој кога ќе си работи работата на вистински начин, резултатите се видливи. И тоа викам, и едносменското, мислам да ги полесно ќе ни е со едносменското работење и во реконструкцијата. Етапно ќе одат работите. Да не трпат нити колегите пред се децата, нити колегите во наставата. Затоа да и минатата и оваа година децата се, јас сватив дека навистина децата колку им даваме можност повеќе да се креативни, тие си го покажуваат тоа. И на сите имаме преку 20 Erasmus проекти секаде во светот каде што ги праќаме нашите деца, не ги фалам, него другите ги фалат. Навистина се пофалени секогаш се за пример таму кога ќе појдат. Ако мислиме дека во Европа е вака или така, ние можеби немаме кој знае какви услови за работа, меѓутоа децата со сите сили сето тоа ќе го кажат и ќе го направат и секогаш ќе бидат први. Мислам, тоа е гордост и многу се чувствувам среќна што имаме такви деца. И самите деца мислам и сигурно сум чувствуваат колку ние сме посветени на нив, колку сакаме да одат напред. И кога ќе се вратат, кога ќе се висеават на телефон, знаете, чувствата се, мислам, навистина неповторливи. А дворот ќе мислам дека исто така ќе биде едно интересно место за учениците и за наставата. Ќе има 2 отворени училници со амфитеатрално седење, каде што професорот ќе може едноставно да излезе надвор и да им предават, да соработуваат со нив и така на таков начин. Имаме исто клупи, фонтани, чешмик, имаме исто еден убав простор за спортските настани, игралиштето е тука со старото амфитеатрално седење и нова трибина од страната и мал, за жал, паркинг за вработените, меѓутоа сето тоа ќе е вклопено на еден многу убав начин и мислам дека можеби малку временски одолживме, да бидам искрена, што ми е многу жал за оваа генерација што замина, меѓутоа мислам дека овие деца сега што се и што доаѓаат ќе го искористат максимално и за другите, да речам. Се со цел да е лик и за гимназијата дворот, меѓутоа и за центарот на градот. Исто така би сакала во дворот да го користиме, да го користат и другите граѓани, не само учениците, за некои културни настани кои што ќе може да бидат од интереси на учениците и на градот. Затоа што мислам дека сето тоа ако го направиме и само ако го заклучиме, не сме добиле ништо. Сите треба да уживаме. Минатата година пред да почнеме имавме еден убав концерт, па доаѓа луѓе од улица и им беше интересно, мали дечиња игра и така. Тоа треба да го постигнеме. Само нека заврши со работа, па мислам дека ќе имаме некои идеи така. Самите деца нека си направат концерти, имаме преубави мислам предобри деца кои што свират на сите инструменти. Ќе си направат забави, журки, матинеа, денски журки, зошто да не? Децата треба нешто да бидат активни во сите тие денови кога се слободни. А тоа ќе само да им дадете насока, да им дадете простор, време, тие знаат тоа да си го осмислат на најубав начин. Затоа викам, едносменското е многу, мислам дека ќе почекаме и ќе се покаже како еден многу добар начин на работа, на функционирање и за учениците. Ако едни со други се критикуваме, мислам дека тука немаме придонес никаков.
И во исто во преден план ке ние, со тоа едносменско, не само заштита, 40% имаме заштита на енергија. Ние направивме еден, да речем, елаборат со кој што настапивме пред граначалникот, пред секторот за образование. Кога имавме желба да го направиме, треба да најдеме и аргументи зошто. И сето тоа се вклопи, значи 40% само од енергетска заштита имаме. Тие пари другите што ќе останат се пак за нашите деца. Значи ќе помагала ќе купиме све што ќе биде во интерес на учениците. По план секогаш ќе имаме простор и време за некои додатни настави со талентирани деца, со деца каде што имаат потешкоти во наставата. Како што кажав, пробавме и функционираше и пак ќе функционира со некои мали школа имавме за музичари, нели, за гитара, која беше. Имавме изложба на фотографии, имавме мини концерти во холот на скалите. Значи сето тоа функционира. Само ние треба да си продолжиме со таков тек на работа. Додека луѓето доаѓаат и однапор ја сликаат гимназијата, зошто да не влезат внатре? Да влезат, да ја почувствуваат едноставно мирисот на зградата, да го почувствуваат. И тоа е еден бенефит и за нас како гимназија, меѓутоа и за градот. Зошто да не е еден монументален објект отворен за сите туристи, кога да дојдат да видат што е. Ние имаме подготвено веќе и, да речем, во кратки црти флаер кој што ќе биде, исто ќе го споделиме, за историскиот развој на гимназијата како зграда, а нешто имам во план и понатака ќе работиме, меѓутоа за тоа подоа. Мислам дека сето тоа треба да биде запишано и овековечено. Имаме многу идеи, многу работа. Од работа не се плашиме, па ќе видиме како понатаму. Да, и докаде ќе успееме. Секогаш позитивни, секогаш отворени за работа и за соработка. Секако и најважно ни се задоволни професори, среќни деца.